Пакт за национално и државно единство за обединување на македонското ткиво и блок, лидерот на ВМРО ДПМН од вечерашната трибина во Велес повика да се прифати понудената рака и да се препознае, како што рече, историскиот момент. Според него Дуи го држи Ковачевски во заложништво и тие се вистинските газди во владата, газди на криминалот и господари на тугите судбини, рече лидерот на опозицијата. И подготвен сум во име на таа цел да направам пакт за национално и државно единство со сите некриминализирани сегменти во државата од било која проминенција. Само после 20 години власт, Демократската унија за интеграција да оди во опозиција. И ова не го зборувам, затоа што на овој начин сакам да го градам рейтингот свој и рейтингот на ВМРО ДПМН, како што тие луѓе од раководството на Демократската унија за интеграција јавно го зборуваат. Ова го зборувам затоа што верувам во тоа. Кога тие ќе заменат во опозиција, ќе се раздели на Македонија. Тој порача дека Македонија не е на распродажба и нема да дозволи да се прави крпа од волјата на народот. Ги повтори добро познатите позиции во пресрет на лидерската средба во однос на уставните измени и упати порака и до меѓународниот фактор. Вели ги разбира позициите, но Македонија мора да има исти третман како и сите други земји кои пристапувале кон Европската унија. Цела седмица гледаме една сапуница каде со доза на напнатост од медиумите се дознава дали премиерот ќе испрати официјална покана за лидерска, па потоа дали Али Ахмети ќе се согласи Ковачевски во 4 очи да разговара за едината на својата држава, за да на крајот дали раководството на СДСМ ќе има доволно храброст и доверба во својот председател Ковачевски да го пушти не на таква средба. Една суштинска средба за еднината на државата се претвори во борба за перцепција на власта, која е вистински неважна во пресрет на сериозноста на времињата и тешката позиција на Македонија. Според Мицкоски, нема друг пример и нема поголема жртва дадена од друга држава на патот кон Европската унија, како случајот со Македонија.